Почитувани, ви посакувам добре дојде во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески, во која денеска ќе разговараме повторно за индекси, како минатата недела, но овој пат за друг индекс, односно индекс за демократија, каде што Македонија за едно место подолу има пад од минатата година, а впрочем останува во групата на држави кои се сметаат дека се со хибридни режими. Угледниот магазин Економист го изјавува тоа. Доколку се погледне статистика за изминатите 2 години, земјава го има речиси истото подување со кој е рангирана во групата хибридни режими и единствено се поместува за едно место погоре, односно подолу. Магазинот Економист во најновиот извештај за глобалниот индекс на демократија за 2020 година ја рангира Република Северна Македонија на 78-то место со резултат од 5,89, со што нашата земја е во групата на така наречени хибридни режими, каде што беше и предходните 2 години. 2019-та на 77-то, а додека пак 2018-та на 78-то. Сега повторно сме на 78-то. Од државите во регионот полошо се рангирани само Црна Гора на 81-то и Босна и Херцеговина на 101-то место. Подобар рейтинг имаат Албанија, која е на 71-то место, Србија на 66-то, Хрватска на 60-то, Бугарија на 52-то, а најдобро позиционирана е Грција на 37-то место. Прва според глобалниот индекс на демократија е Норвешка, втора е Исланд, трета е Шведска, Соединетите Американски држави се на 5-то место, Германија е на 14-тото, Русија е на 124-тото, а додека пак Народна република Кина е на 151-то место. Последна на листата е Северна Кореја на 167-то место. Со индексот на демократија се опфатени 167 држави, а оценувани се по 60 показатели во 5 категории, односно изборен процес и плурализам, функционирање на владата, политичко учество, демократска политичка култура и граѓански слободи. Со 5,97 поени на скалата од 0 авторитарни режими до 10 целосни демократии, земјава и натаму останува во групата хибридни режими, каде што се сместени државите со индексни поени од 6 до 4. 0260-91-924 или 925 се телефонските броеви на кои може да ни се јавувате и да го давате вашето мислење по однос на ова, што денеска го разговараме како тема, а додека пак може да ни пишувате и коментари на фан страницата на Facebook Очи во очи. Доколку имаме некој на линија, вклучуваме веднаш. Добар ден. Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден, Диме од Скопје. Поздрав, Диме, повелете. Поздрав до вас и благодарам. Фамилија 24. Да, повелете. Искрено, со возраста не сум многу баш компетентен вака за кратка дискусија, него сам себе си сум убеден дека ние, ако останевме во минатото, ние ќе бевме на таа ранг листа економист што води многу подолу од Северна Кореја. Затоа што докажано е во геополитиката дека земји кои што имаат на врв председател, така да кажам, или премиер, повеќе од 2 мандати, тие се докажани диктаторски држави, земји. За жал ние, односно за радост, ние тоа го изминавме во оние 11-12 години и сега јас како Диме сум на мислење дека кај нас веќе е изразена демократијата на еден поцивилизиран начин. Тоа е мое мислење како Диме, како граѓанин на ова сакана наша заедничка татковина. Него видете, не може никогаш да се најде подобро утре со луѓе и личности кои што не се вклопуваат во демократијата и цивилизацијата. Не разбирате? А ова е срамно реагирање. Тоа е точно. Тоа е точно, али ние не можеме при очи да се правиме слепи дека многу нешта во позитива се сменети кај нас во нашата сакана татковина. Ама ќе бидат уште многу повеќе сменети во добро,
ако имаме заеднички став за многу нешта во нашиот заеднички живот. Благодарам, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Извештајот во едно време да беше дојдено, да речеме, кога седегашната власт беше опозиција, да беше ваков извештај, имаше да има пискотници, врискотници од Вашингтон до Брисел. Но сега е крив народот. Зошто? Затоа што перцепцијата на народот е погрешна, нема розови очила и така натаму. Значи народот е тој што е крив. И сега мене ме интересира во сите тие бодувања, рангирања, каде се институциите, колку се реформирани институциите, колка е довербата, дали вие како граѓанин ќе завршите работа во управна постапка, во судска постапка, во било која. Знаете, со судските случаи, кои ги гледаме, 5 дена ни треба. Во еден случај снимките важат, во друг не важат. Една политичка партија може да се финансира со донации, друга не може, а сите така се финансираат. Мене на друга работа ми е така симпатична. Значи, розевите очила на моите северни другарчина, кои ќе ги слушам, значи милина ми е криво што јас не умеам така да молеро фарбасувам низ медиумите. И сега пак ќе прашам, каде се во шарената револуција што идеја Чичко прибе, Чичко ван хојте, најнаш ги снема, кај се сега нивните извештаи, дај да поднесат пак извештаи, да се видиме, да се гушниме, секако имаме имунитет за ковид-това. Сега, селективната правда или селективната неправда, ако сакат, и реформите, одиме напред или не одиме напред? Или овој мајтапот што го гледам на социјалните мрежи. Порано викавме ние од Македонија како во Бангладеш, ама сега слушам од Бангладеш векат исти сте како во Македонија. Значи наглас се ни дојде. Благодарам. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Огнен, здраво. Да, здраво, повелете. Па, ево моето мислење. Од Лјупчо Гергиевски, Бранко Црвенковски, Груевски, Заев сега, тука сме исто котирани. Значи, СДС и ВМРО и ДУИ фактички ништо не направиле овие години. Чак не воднеле подоле на Скалидео. Не носат све подоле и подоле. Хибридниот режим, Огнен, да објаснам ја како го гледам. Хајде. Исто како Халат Кустеини од Афганистан, писателот што е пишал за Афганистан, исто така го гледам. Како е поделена Македонија? Например, Источна Македонија, цела премиерот располага. Штип, Кочани. Више Куманово доаѓа, градоначалникот му сврти грб. Западна Македонија, албанците располагаат. Они све што ќе кажат. Охрид доле, градоначалникот, исто која партија е, како што му кажат они. Струга, знаеме кој градоначалник ја држи. Овој вештачки режим, намислам, нема да трае многу со овие партии. Единствено, да ги тргнеме на страна овие партии, па нешто да формираме. Спас на Македонија е тоа. Иначе нема никаков спас на Македонија. Се подоле и подоле ќе паѓаме. Огнен, биде ми поздравен, пријатно. Ве поздравувам и посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден. Здраво, Огнен. Здраво, повелете. Вака, сите бевме очевидци најавно, беше кажано, кога крадеше Бонева тие запатни трошоци, оваа Лидија со магарињата, значи големи суми. Не е важно дали од државата, дали од надвор. Сето тоа се крадени пари. Каде е судството? Каде е обвинителството, да ве прашам? Зошто се чека да застари тоа? Зошто не е обвинат одма? Куќен притвор и одма на суд. Не само што не ги обвинуваат најголемите лопови, овие 30 години, тие се малку што ги имаме во јавноста, некои новинари што ги покажа. А има такви најмалку пати 100. Значи, нити одговараат, нити ги враќаат парите. Дали приметувате? Обичен граѓанин ќе му земат кола, ни крив ни дужен,
не можеш да докажеш дали си право паркиран или не, мораш да си платиш батка 5000 и нешто, не те шмирглаат. Нема кај да се жалиш да покажеш дека не си прав, дека не си крив, мислам. Исто така, застарени сметки што си платил можда, ти не можеш да чуваш 20 години сметката да ја најдеш. Ке ти опна да ја плаќаш повторно ако не платиш, после 5-10 години, со тие лешинарите, извршители, нотари у комплет, ке си платиш батка пута 10, пута 20. Жив грабеж на народот. Душата му е вадат. А од оваа страна милиони што крадат за старени дела. Никому ништо. Дали вие слушнавте овие 30 години некој политичар да одговара кривично, а преку ног станаа милионери? Дали некој слушнавте да вратил пари на државата, милиони што украдоа? Што злоупотребиле функција? Се е тоа корупција. Додека нема закон за Така. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Здраво. Здраво, повелете. Нема правда, нема мир. Повелете. Така беше. Така беше. Транспарентност пред све. Сега ако некој каже спротивно на оваа транспарентност што сака да пропагираат власта, одма се служел со лажни вести. Немојте да го слушате. Тој измислува, тој лаже. Таква ли демократија ќе спроведуваме? Јас да и по овој западен дека тру како што си е, демократијата е никаква, нарочито овој вестник економист. Доаѓа од Британија, иди у Британија да видиш на секој ќоше, пред секој јавен нужник имаш камера тајно да те шпионира што правиш. И тоа ли е демократија, тоа ли е слобода за луѓето? Каде е човечкото луѓето? Го нема никаде. Не направија машини, роботи не направија. Па со овие ковид вакцини чуда па не избудалија скроз. И сакаш да бидеш ти сигурен дека живееш у демократија. Нити тие таму живеат у демократија, едино парите, разликата у парите. Што по он зима многу повеќе пари за истата работа, јас ќе ја завршам, а додека ја дека ќе земам никакви пари. Инаку све друго е хаос и судовите таму се лоши, да не мислат луѓе дека квизне колку таму судовите функционираат. Ја пак ќе кажам за таа Британија, бидејќи економисти прашање. Вестникот е таму. Иначе овдека е тотален хаос, значи бетер него што беше додека беше оној Будимпештанецот на власт. Тој може и некоја дисциплина заведе со тој таков негов режим што ги ангажираше на велико, иако не ми се допаѓаше, али ова е анархија, а и плюс тоа попуштање кон западот ниш не ми се допаѓа. Поздрав, пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Огрен, добар ден, добра вечер. Да, повелете, ве слушам. Добра ти работа и среќен ти ден. Благодарам, повелете. Вака, Огрен. Јас сум во години човек, не сум 100 годишен, не сум 20 години помалу. Подобра демократија и подобра слобода од Македонија, да ме веруваш, не постои никаде. И луѓе овде што се уват, не знам каква душа имат, нека излезат малу по улиците да видат какви коли врват и како се луѓето облечени и да знаат дека е Македонија не заслужува да биде на 111 место, него ваков лош народ ја не верва да има во семајскава кугла брат со брата да можат да се искорат, да не поставјават еден со други. Ова нешто го немат. Кај смеет во друга држава некој да критикуваат премиер или да критикуваат преседник и да му псујат, што е најпогадни зборови. Само дали вие знаете како новинар, дали има во било која држава во светов да има вакви емисии, јас да го оценувам премиерот и преседникот, кој сум ја и ние тие што се другите позади мене, тие се бетер од мене него јас што сум. Ја имам деца и во Италија, и во Словенија, и во Германија, и во Швајцарија. Имам луѓе со факултети и преседници што се. Таму од еден град во други град не може дојдат. Од една улица во друга улица мора да земит потврда за да префалит. Во Италија 7 месеци се затворени тие сите кафани,
продавници, све, никој не се буни. Кај нас луѓето цел ден шетаат, играат, пеат, се веселат. Нема ваков весел народ во светот, да знаеш, Огнен, и да знаеш дека е најубават народ овој. Да. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете, добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Како сте, добри? Добро е, како сте вие? Добро, благодарам. Повелете. Ајде, поздрав за сите во 24 пит. Благодарам, поздрав, повелете. Види, ова хибридни режими. Хибрид, јас сум учел нешто од цара Пченка, преме хибридна Пченка. Значи не е оригинал во нашто, сега е хибридна, значи за повише раѓа. Хибридно тоа не знам како во политиката е наречено. Да, не е диктатура, не е хибридни. Не знам тоа, еве ти како може ми се изгледаш со факултет, само 10 секунди. Што е хибридно? Хибриден режим е кога имате комбинација на владење, каде што корупцијата има високо ниво, граѓанските слободи се ограничени, но при тоа се декларирате и сакате да се движите кон демократија, вака по-воопштено. Да, добро. Добро? Дали ме слушате? Да. Види, ја тоа така некако го сваќам, само друго е корупција, друго режимот. Режимот е политиката, значи слобода, демократија. Економист, во кај нас демократијата не е баш лоша. Види, сите медиуми, и па и вашиот добро, гледам дека е реален, она што го слуша, што го работи, што на терен го гледа и го објавува. Има кај нас такви телевизии што апсолутно не ја кажуваат никогаш вистината, една со буквата А почетокот. Финансирана од Унгарија, па се зборува, па ништо не прави државата. Ами како беше режимот кога беше господинот оној што избега во Унгарија? Тој како се нарекуваше? Како е режимот, пример, во Велика Британија? Во Велика Британија нема, сите се држави во Велика Британија, а посебни се, значи... Така. Истече времето, ви благодарам за јавувањето и ве поздравувам. Значи, ја ве поконкретно само во делот на објаснувањето од политичката теорија. Значи, хибриден режим е комбинација на вид на политички режим, кој што често е создаден како резултат на некомплетна, односно нецелосна транзиција, односно премин од авторитарен режим кон демократски. Хибридните режими комбинираат автократски одлики, односно имаат автократски карактеристики, со демократски, значи се комбинираат со демократските, оно што ви го споменав и претходно, и симултано или се паралелно можат да имаат политички репресии, односно политички проблематики кои што се вршат како притисок, политички притисоци врз граѓаните, но исто така да имаат и регуларни избори. Терминот хибриден режим доаѓа од повеќезначното, односно гледиштата на политичките режими со повеќе значења кои што се спротивни на автократија или демократија. Значи, ниту се автократски, ниту се демократски, но се и автократски и демократски. Добар ден. Добар ден, господине. Да, ве слушам, повелете. Не ти е лошо објаснувањето за квалификацијата на хибриден режим, што мислам дури малку си поостар во однос и јас како тоа го гледам. Ајде. Ама тука некаде сме, тоа е хибриден режим. Так. Меѓутоа, Македонија не се наоѓа ни во хибриден режим. Ако земиме дека основа за демократијата е економија, основа за демократија втора е владење на право, ќе видиме тие два параметри ги имаме веќе. Например, дека према корупцијата сме веќе на... Кој е таму место? Први во светот. Према сиромаштијата сме први на светот. Спрема тоа. Од тие два аспекти, ја мислам дека некој од Македонија, од овие големите, има платено добро за да добиеме ние квалификатив хибриден режим, бидејќи таков хибриден режим кај нас се испоставуваше и уназад повеќе години. Да. Така ли? Да. Ние, господине Огнен, се наоѓаме не во авторикратно, не во диктатура, ние сме во племенска заедница. Еве зошто. Ја мислам ти си добро едуцирана личност. Так.
и знаеш што е аксиомата лета се муа. Добро. Знаеш што е, така ли? Преведете ми. Во ситуацијата не. Лета се муа. Државата, тоа сум ја. Да, добро, летат се моа, да. Државата тоа сум јас, тоа од француски. Да. Тоа е од време на овие лујовите во Франција, кои имаше лујови. Да. 14, 15 до 100 Јас сум повеќе лујови, на латинскиот јазик затоа. Иако, така, тоа е на француски лет. Да. Таа е држава муа јас, Да. е член. Летат се муа, така е. Летат се муа. Да. Тоа е позната аксиома. Да. Кај нас е ситуацијата бетерото. Ако видите дека кај нас се одвива спрема тоа, како ќе каже господин... Истече времето, баш ми е жал. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво, колега, попрво Вајдан ќе одобиев него тебе. Да. Поздравете го кога ќе го добиете, повелете. Така, хвала. Ево вака, ту 3 точки, 7% плюс. Значи, добар е хибридниот систем, добар е. Ја како прочитав, у 3 точки, дури 8 и една точка има. Не знам која беше. Значи, Добро. добри сме, по моje мислење. И ќе се поправиме уште по кој ќе пазиме. А важно, демократија, еве се јавуваме, еве се зборуваме. Тоа е вистината. Добро. Добро е. Поздрав од краток, секогаш огнен. Поздрав од Пепи, све неубаво. Благодарам. 24. Благодарам, поздрав. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав до сите гледачи до вас. Благодарам, поздрав, повелете. Ќе ве замолам нешто на мислам како информација, нешто слично со темата, Ајде. темата. Значи во Битола се случуваат кражби сред бел ден. Блиндирани врати се обиваат. Денеска се случиле две, една во центарот на градот, една во новиот дел на Битола. Значи апел до битолчани, ако забележат непознати лица да се движат, значи сред бел денова се случува, значи човекот го прателе, излегол, син му замина Швајцарија, тие му влегле. Сега полицијата заврши со увидот, блендирана врата избушиле сред бел ден со бушалица. Добро. Значи апел до битолчани, тоа е по нешто со демократијата, ама подалеку од темата, ви благодарам што ме оставите време за ова. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден и убав ден. Ивам исто, повелете. Вака. Па зар има демократија, има и докулски работи, и мајмунски работи има, што прават прво тие на врвот, а после другите. Толку ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој друг на линија, повелете? Добар ден. Доколку се слушаме со некого, одиме веднаш со вклучување. Повелете, добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? Да, зборуваме за тема која што произлегува од угледниот магазин Економист, кој вели дека според индексот на демократија Македонија останува во групата на држави со хибридни режими и има пад од 77-то на 78-то место според индексните поени, односно според бодувањето. Добар ден. Да. Добар ден. Добар ден, повелете. Па, вака, Македонија е повеќе од 20 години во хибриден режим. Се слушаме? Да, се слушаме. Повеќе од 20 години во хибриден режим. Ова каснат минутите Ако, повелете, ве слушаме. Знаете, без разлика кој доаѓа на власт, наместо да одиме кон оригинална демократија, она вистинска демократија со македонски зборови, ние како да одиме се повеќе кон хибриден режим. Нашите влади, без разлика од која партија доаѓаат. А тоа е така затоа што кај нас има многу корупција, што беше вчерашната тема. Ние никако да се одлепиме од тоа да не ги правиме политичарите, уствари не политичарите, институциите корумпирани. Сепак тоа е се до свеста на граѓаните, после до онаа партиска корупција. Значи ние граѓаните им дозволуваме да партиите да владеат со хибриден режим. Значи свеста на граѓаните мора да се подигне на повисоко ниво и мора да знаат што е хибриден режим, божемски демократија. Тоа е хибриден режим, ако збориме за демократија. Глумиме демократија. Што тоа на вистина е многу лоша состојба за една држава. Тоа е, значи, тупкање во место или одење по еден чекор наназад.
а никако напред. Затоа и такви резултати добиваме од економист или од она завчера испитувањето на Берлинската агенција што беше. Ние мора да се освестиме дека повеќе вака не може. Не Европа, ни на Балканот нема да обстоиме. Ви благодарам и пријатно. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете, добар ден? Да, Огнен, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Кај нас, после експертската првата влада по умештувањето имаме хибриден трипартитен режим. Една односка, две македонски. Тоа е злото што ни се случува после првата експертска влада. Ме слушаш по-добро? Да, после првата експертска влада, злото што ни се случува, добро? Трипартитен хибриден режим. Добро. Тоа е хибридот. Три партии, една односка, две македонски. Све направија, затоа нема никогаш, јас најпоќе верувам дека ќе се среди. Нема да има долго време правен систем, а тоа е основата за ова хибриден партиски режим. Така. Само да дојди домаќин, што си ги сака своите деца, сите монструми досега, што разрушија, не си ги сакаат своите деца. Ако ги сакаат своите деца, после нивното, да речем, заминување во старост, или било како, мислат дека ќе ги плукаат. Сигурно. А сега не ги плукаат, се плашат. Режим, се плашат. А после ќе ги плукаат и то како? Да знаат. Дали имат сопруги? Дали, јас верувам дека жените имат чувство, осет, љубов поголема. Има и мажи, како мене, што екстра ги сакаат децата. Ма кога ги сакаат децата, нема вака да се несуваат. Крај му нема. Крај. И се во партиите, во ниските структури ги чистат, му дават ситно на екстра паметни, учени луѓе, му дават ништо ситно. А сите се криминалци што добиват и Западот ги поддржува, му одговара. Враќаат и нив од крадените пари. Поздрав од мене. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, господине Огнен. Добар ден, повелете. Марија на телефон. Поздрав, повелете. Благодарам. Хибриден режим. Па овој хибриден режим е веќе 30 години. 30 години постои овдека во Македонија кај нас. И никој не се свестува да ја промени ситуацијата, да направи една рокада, да се направи некоја промена која што ќе придонесе на вистина да биде земја, демократска земја, почитувана и од Европската унија и од соседите. Јас мислам дека Македонија не е почитувана земја, не ги разбира или не сака да ги разбера оние ситници кои што значат живот за македонскиот народ, а не како што еве и таа партија и оваа партија се кријат позади народот, господине Огнен. Велејќи, ете, ние ова го правиме се за народот да биде посреќен и да има поголема, поубава иднина. Нема тука демократија. Ова е навистина еден режим кој што народот го натера да си ја симне главата надоле, да си гледа во прстите на нозете и да не може да екзистира ни до утре, а не да гради иднина за 10 и повеќе години. Режимов треба веќе да престане. Благодарам многу, убав ден. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Огнен. Да, повелете, ве слушам. Како може да имаш ти една влада која ќе носи земјата во прав правец? Кога дечиста имаше период кога ја водеа државата. Земете пример Љупчо Ѓорѓиевски, на која возраст ја презема улогата премиер.
или Црвенковски. Сите тие беа со помисла да стекнат поголемо богатство, знаејќи дека владењето нема да биде долговечно, туку да кажеме за 4 години или 8 години. Си играат со народот. Киро Глигоров, кој беше како поискусен политичар, му поставија замка и малку фалеше човекот да настрада во атентатот. Со деца не се прави ручек, како да кажам, да не се изразам другачи. Се вака ќе си оди, додека не се освести народот. Ние немаме иднина. Човек кој не може да свати, да се оддалечам од темата, дека и западните сили, а и сега последниве, да не ги рачунам грциве, бугариве, не правят од лепешка подоле, а ние се Европа, па Европа. Овој сегашниот од нива дојде да биде премиер. Не знае подалеку од нивата. Го натера народот и дрога да... Да, благодарам за јавувањето. Истече времето. Следен на линија повелете. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого повелете? Добар ден. Доколку имаме некој на линија, одиме со вклучување. Добар ден, повелете. Ало, добар ден. Да, ве слушам, повелете. Зборуваме за демократија и за правда, да? Па да. А во ова држава нема ни демократија, нема ни правда. Добро. Тоа е прашањето. Добро. Двете одат заедно, кој кради, кој мамици, така. Јас 2 години се суд извршител и го добив случајот. Председателот на судот по Охрид ми подпиша документ дека парите ќе ми бидат вратени. 2 години одев да ми извиниш како проститутка лево-десно и парите од ден денес не ги добив назад, а правдата е добив, а парите никаде. Лопов до лопов, бредомче, лопов до лопов, кој ќе ти ги врати? Можно ли е такво во некоја друга држава да го добие случајот председател на судот Охрид да ти се подпиши на документ дека парите ќе ти се вратат од извршителот, оди барај ваму, оди барај каму. Значи, не ми е многу чудно што младите ќе одат. Та Македонија ќе се испразни, момче. Ќе се испразни. Мора се испразни. Ако нема правда, ако нема закон, држава нема. Ја бев и во Австралија. Таму се пошила законот. Добие случај, парите ги добиваш. Не добие случај, не ги добиваш. Овде 2 години се расправат и го добив случајот. Председател на судот Охрид да ти подпише документ дека ќе ти се вратат парите да не ги добиеш. Тоа ние на држава, дури во Томбузија таков закон нема да биде поштован. Да не збориме, не сакам многу да зборам, да се нервирам, сакам да те поздравам. Фин дечко си разбран и нема грешка за тоа. А да знаеш, од ова држава ќе остана сам од пензионерите. Во моето село светат само... Да, истече времето, но јас сватив суштината на последната реченица. Дали има некој следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Сакам да кажам дека во емисијава каков народ, таква власт. Што критикуваат само сите влади да не чинеле, кога не е така. Сега ние сме на најниско ниво, класифицирани 111 таму во тој систем што е. Во овој систем сме 78, тоа е 111 друго. Ама ние само зборуваме, а ништо на дело овие што треба да сторат немаат направено. И затоа ние велам
каков народ, таква власт. Избираме, пребираме, али тоа е исто. Само сакам да излезам малку од темата. Ајде. За 94.000 ватата му се зголеми преку 80% и рачунав јас дека нареднава власт што му даде толкаво зголемување на личниот доход на луѓето со ниски примања, дека барем 70% ќе гласаат за незе, за да може да манипулираат со гласовите, а не да чекат те од овој, те од оној нешто да биде. И затоа кажувам повторно, каков народ, таква и власт. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Сашо С ни пишува на Фейсбук и вели: "Не знам зашто се трудиш да им објасниш што е тоа хибриден режим. Знаат тие што не им е јасно дека тоа е нешто многу лошо. Не само по ранг листата, него и во животот го осеќаат. Него велат се слушало за Лидија и Бонева, па немало затвор, па се слушаше и за Заев и Вицето, па и пак нема затвор. Затоа се вика хибриден режим, а мислевте дека ќе одиме на подобро, ама тргнавме на многу полошо и хибридно, гледа целиот свет и не рангираа." Понатаму пак, Татјана С. вели: "Здраво Огнен, ве молам, како се вика системот каде само партиските војници живеат, а сите други им сме заложници на СДСМ, ВМРО, ДУИ." Да, хибриден режим. Така се вика системот. Баш како што е напишано. Тоа е тоа. Ова е, например, многу фина дефиниција и многу убаво објаснување за тоа што е хибриден режим во Македонија. ГЦР пак ни вели: "Здраво Огнен, демократијава кај нас е да зборуваш што сакаш, ама да правиш како што ќе ти кажат. Поздрав." Поздрав и за вас, Гоце. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме со некого? Добар ден. Дали имаме некој на линија? Дали имаме некој на линија, повелете? Добро. Одиме со следната линија. Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Госо Огнен? Да? Ти ли си, бе? Огнен? 300 пати достега завртев да ве добија. И сега ве добив. Се радувам, повелете. Се радуват. Много се симпатиш. Меѓуто, една работа. Ови луѓе се јавуват само на вас, како на некој доктор, што имаат болест, а да им препорача лекарства. А вие, кој лек им го дадете на ниве? Ајде, Огнене, кажи. Имам јас многу лекарства што можам да ги препишам во оваа емисија, ама немам дозвола од лекарската комора. Точно, Огнене. Така е да се Огнен. Значи, овие луѓе имаат голема болест, не им чинува држава, не им чини овој систем, не им чинете вие овие на телевизија и живеат утре сабајле на сите телевизии ќе се јават. Кажете ми кој лек да им го дадете на овие луѓе, ако не сакат да живеат во оваа држава и имаат држави убави и нека си одат тамо да не остават нас на мира тука кој да сакаме оваа држава за која што значи залагаме и значи и да си живее во оваа држава мирен, а не секој ден и вас ве нервираат и нас и ако не им чине државата и се направат држава каква сакаат, а нас да не остават на мира. Благодарам, Огнене, много си симпатичен и лек да им дадеш на сите овие. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас, ви посакувам убав ден. Сега на крајот од зборувањето сватив дека зборувате за гледачите, јас за друго зборував при лекарствата, ама добро, секој со своите гледишта. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Ало? Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. Јас сум ваш слушателка. Благодарам, повелете. Почнавте со вашите емисии. Мислам, добар сум слушател. Некогаш без предизвикана за да се јавам, ама тешко се добивате. Повелете. Сега се добив. Нема ништо да дискутирам околу темава. Едино ќе кажам дека економист малку е во грешка со ова што не стави во хибридна држава, а сосема се согласувам со излагањето, толку описно го кажа, го објасни,
Господинот го заборавив името. Как му беше и мислам убаво најсликовето ја објасни нашава состојба и заради што сме ние во тие свртани во таа група на држави. Во хибридна држава, да. Само заради Добро. тоа, а за останативе гледачи кои што учествуваат за ова, ме чуди да не можат да кажат барем малку реално за бегалецон дека во каква држава живеевме на цело со него 12 години, а за останативе и за помали можда грешки ова демократијата ја ставија на најдолно на дното. Само толку. Ви благодарам пријатно. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Дали се слушаме со некого, повелете? Добар ден. Доколку имаме некој на линија, веднаш може да направиме вклучување. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Само намалете го тонот на телевизорот, ве молам, изборувајте. Да. Да, повелете. Ово е 24 телевизија. Да, господине, во програма сте веќе директно вклучени, повелете, зборувајте. Момент, смани го. Обновете тајмер режија. Повелете. Ало? Да, повелете, ве слушам. ТВ24. Господине, во програма сте директно вклучени, повелете, зборувајте, ве слушаат гледачите. ТВ24. Дали ме слушате, господине? Ве слушам. Да, значи ви кажувам дека сте директно вклучени во програма, зборувајте. На емисија сте, готово. Во ред, да ви кажам една работа. Ајде. Јас прв пат се јавувам. Добро. И мене ме една порака само да речам. Ајде. Еднаш ве добив прв пат после 5 години, 6, колко сте, не? Добро. Со тоа да ви кажам дека сето тоа е добро што слушам тамо, али во некои работи и не сложувам со овие коментенти мои што зборуват. Ова економист според индексот и тоа. Абе, ало, хибридни режим. Па нема, кој хибридни режим? Ние сме мала држава. Добро. Така да, што друго да речем, мислам, прв пат се јавив, мене ми е драго што се јавив тука. А ако се радувам што успеавте да добиете линија. Прв пат добив и рекам. Мило ми е. Ќе се трудам повторно да се јавам. Оставете го гледачот. Мене ми е драго и бидете живи и здрави. И вие исто така и повторно да ни се јавите. Ајде, секој добро. Поздрав, секој добро и вам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало? Да, повелете, ве слушам. Зборувајте, ве слушам, повелете, да, во програма сте. Добар ден. Да, повелете. Ја ве пратам од кога постоите тука на ова. Се радувам, повелете. И да ви кажам нешто лично што сум доживеала. Јас, вие сте дете за мене, јас 64-та година. Да сте живе и здрава. Прва плата што сум ја зела ми беше украдена на работно место, не од моите, него вратата сме ја оставиле од позади од куќана и сега друго така да ви кажам. Ме викаат на суд, го нашле детево. Добра. Што ми е зело платата. И ме викаат на суд и ми кажуваат таму дека детето било малолетно, дека парите не можеле да ми ги вратат
И ја му поставувам прашање зошто ве барате, ја од работа излегувам, да дојдам да видам што се случило. Што парите не ги добив, што ми е битно да ми го кажете тоа. И сакам да ви кажам со овој случај, сега хибриден режим, што викаме. Значи, никој пат ние не сме биле као народ. Да. Толку сакам да ви кажам. Добро. Фала многу. Ви благодарам. Поздрав за вас и убав ден. Дали имаме некој последен гледаш на линија? Бидејќи имаме коментари. Добар ден. Веројатно, добар ден. Да, повелете, ве слушам. Вака се јас како ги разбирам хибриди. Ајде. Тргнувајќи од земјоделието. Добро. Или имаме хибридни пченки, хибридни пченици и така натака. Поиздржливи на систем, но нешто како се е нашиот систем толку издржлив, било која власт да дојди на чело на оваа држава, се организира така да се ги заштити власта исклучиво личните интереси, настојајќи го народот, гласачите да и потаки гласаат за него, со тоа што од време на време ќе направат некој гаф, како сега што се случува со делење на ваучери и така. Неоти не треба да се дела или треба, меѓуто несредени други работи, закони во системо, а се делат пари леле мајко. Месната индустрија бара, дајте му на луѓето ваучери да си купеле со меснато, а тие ако нема леп да јаде. Работодавците бараат плати да му се дава, а не кредити со кои би си ја ојачале фирмата. Така да тука и се носат закони по потреба, ги крстуваат хитни, ги крстуваат, како сега, например, што се случи со законот за увоз на вакцините. Се знаеше одамна дека треба вакцини. Да, истече времето, благодарам за јавувањето, ве поздравувам вас. Ботка ни пишува, вели, здраво Огнен, ние вака терајки ќе станеме и хибриден народ со вакви политичари. Тие не мислат да ја доведат во ред ниту државата, ниту народот. На кој му чини власта, нека си ги носат дома за личокја. Ја утнаа работата начисто, станавме од бетер по бетер. Ако сме некоја озбилна држава, криминалците нема да ми шетат по оваа хибридна држава. Климаат глави како коњи, немаат свој став, она што ќе им го кажат, тоа го потврдуваат по хибридно од тоа здравје. Јас знамоти си имам свој став и не поминувам многу добро во хибридново општество. Поздрав од една гледачка која трпи доста од ова хибридно време и хибридна држава. И Марко М на крајот ни пишува, вели, хибриден режим можда да, ама 12 години да спиеш и сега да дрндаш за демократија, дајте ви се молам, чипот е длабоко влезен. Добро, благодарам за пораките и за јавувањата во текот на денешното издание. Темата за која што разговаравме, се разбира, е осврти на она што е анализа на дневно-информативната програма, која следува во продолжение со почеток во 17 часот. Јас ве поздравувам, пријатно од мене. Thank you.